moramo biti 100%, секој играч mora biti 100%. Morаме да бидеме 100%. Секој играч мора да биде сконцентриран и фокусиран. Morаме да одиме чекор по чекор и да бидеме скромни. Тоа е она што е карактеристиката на нашиот македонски народ. Луѓето тоа го сакаат. Нема кревање во облаци и да не се замислуваме кои сме ние. Мораме да ги добиеме симпатиите. Мораме да пратиме порака дека можеме само со заеднички сили да се бориме како тим. А тоа е она што луѓето го сакаат. Се бориме, тоа е она што луѓе хоче. Јас повеќе пати им кажав на моите играчи. Токму тоа е важно колку и победата, да бидеме тим. Тоа беше и голем комплимент кога селекторот на Тунис кажа дека тие играле индивидуално, а ние игравме како тим. А тоа е многу убаво да се чуе, кога ќе ви кажат дека сте биле тим. Селекторе, што се вашите забелешки на играта на македонската репрезентација по првиот надпревар? Што ќе поправате, што ќе коригирате? Па чуете, ја увек знаете да имам став да обрана побеđuje, напад губи утаницу. Знаете дека јас секогаш имав став дека одбраната го добива надпреварот, а нападот го губи. Јас не би сакал да се правдам, но хендикеп беше што Марковски се повреди, бидејќи цело време работевме со него. Да го форсираме на преден играч во одбраната 5-1, а планот Б ни беше младиот Талески. Но Марковски е физички посилен и тоа ни беше тактиката, силно да ги напаѓаме нивните бекови како Жалус и другите. Затоа бев приморан да ја менувам зоната во одбрана од 3-2-1 во 6-0 и морав да нагласам дека Талески одлично одигра во таа улога. Тој беше многу важен во тие моменти, во кризните моменти, во првото полувреме даде 2 гола, а потоа беше одличен и во одбраната. Тоа беше голем надпревар за некои играчи кои вообичаено се за сцената. Така да кажам, и тие одигра на вистина добар надпревар, како и младиот Мелоски. Голманите, како Трајковски, имаше одлична интервенција кога беше најважно. Ги видов сите коментари за нашиот напад, кои речиси цело време го игравме 7-6 и знам дека ќе не анализираат. Некои викаат зошто примавме такви лесни голови. Но мораме понекогаш да примаме голови, но факт е дека ние го диктиравме резултатот и противникот мораше да игра поплитко. Тоа има возможува на Кире и на другите во нападот да дојдат до шанса за гол, како и на пивотите. Не е тоа случајно. Го анализиравме тоа и го трениравме. Знаеме дека и другите ќе се обидат да најдат решение, можеби ќе најдат, а можеби и нема да го најдат решението, но потоа ќе видиме. Ќе одиме на план Б или можеби ќе играме 6-6, ќе видиме. Така да знам да ќе са други покажат начи решение. Може ќе најде, може да и неќе. Па ćemo onda varijantu B, počeo 6-6.